Короната неминовно ни наметна една дилема. Дали е подобро да се среќаваме онлайн со луѓе или пак да се среќаваме во живо. И ако ова беше дилема заради технолошкиот развој пред оваа пандемија, сега сметам дека уште повеќе дилемата е дел од нашите животи, ја анализираме од повеќе аспекти, ја анализираме од аспект на образование на нашите деца, ја анализираме од аспект на работа на компании, на институции, ја анализираме јас лично и моите колеги во однос на самата црква. Што значи на црква примерно да се собира онлайн и што значи на црква да има редовни неделни богослужби. И да не бидам погрешно разбран, немам никаква дилема дека Божјиот повик за мене и за тебе е да се собереме заедно. Значи да се собереме заедно секоја недела во денот недела, како што тоа го прави црквата веќе 2000 и нешто години, и да имаме можност на непосреден начин да примаме од Бог и да споделуваме, да даваме и да примаме едни од други. Но оваа нова димензија онлайн неминовно дилемата ни стави на маса што сега, како онлайн технологијата да биде најдобро употребена во сега контекст и повторно како да се употреби најдобро во контекст на црквата. Ќе ви кажам нешто од мое лично искуство во овие изминати месеци. Онлайн, благодарен сум за онлайн, сакам онлайн, си слушам онлайн, дали се тоа предавање или се проповеди, значи што е да се инспиративни говори, предавања кои што се однесуваат на водство, глобален лидерски самит кој што го имавме пред некое време. Онлайн мене првенствено ми дава информација. Значи ми дава информација, квалитетна информација која што е ненарушена, значи нема нешто некој да ме викне. Најчесто сам ги гледам овие нешта и си имам начин на фаќање белешки. Информацијата ми е најзначена. Значи некој човек кој што едноставно дури и немам шанси да го видам во живо, дали затоа што живее на некој во друга земја, друг континент, дали затоа што едноставно е прескапо за мене, имам преку тие онлайн форми имам начин да имам таква една комуникација, да го чујам без да не останам само на читање на неговите книги. Она што верувам дека во живо, значи настанот во живо додава е една димензија на инспирација. Онлайнот има инспирација, ама таа инспирација ме мене првенствено базирана на информацијата што ја добивам. Значи инспирација врз основа на информација во живо, иако имаме информација, иако имаме инспирација на ниво на информација, имаме и нешто друго. Имаме инспирација на меѓучовечко ниво. И тоа е нешто што е за мене лично многу значено. Значи да се видам со човек и да биде самиот тој човек, самиот него присуство да биде за мене охрабрување, да биде инспирација. И можеби дури некојаш во тешки моменти имавме тешка година како семејство, да ме потчупне под рамо, да се гушнеме и да кажеме и одиме напред или држи се, со вас сме. Значи тоа нешто мене лично, значи ми дава гориво за многу денови и недели понатаму. И нешто што исто така во живо всушност има една дополнителна димензија во однос на онлайн, тоа е одговорност. Кога имаме Zoom состаноци, кога имаш денеска не знам 4-5 Zoom состанока, јас ова го нареков зумбизација, кога више цел ден имаш Zoom, доаѓаш во еден момент на заситеност и презаситеност и идеш на мјут, идеш на камера офис и барем не знам, ќе одмориш барем 3-4-5 минути, па пак некако ќе почнеш да партиципираш. Кога сме во живо, имплементацијата, начинот на одговорност кој што ние го имаме едни кон други доаѓа до едно сосема поинакво ниво. И затоа сакам да кажам дека Бог не случајно нас не повикува да се собираме како црква. И тоа да се собираме, ја би рекол барем еднаш неделно да се собираме секоја недела. Тоа е така уште од времето на апостолите, читате најраната историја на црквата, дела апостолски, црквата се собираше секоја недела, значи во денот недела и го прославуваше воскресението Христово. Тоа беше како кажам една навика, една христијанска моќна навика која што беше двигател на тоа ново родено движење. Видете го затоа Јован, апостолот Јован, кој што бил дел од ова движење и кој што бил очевидец на оно што Исус го правеше, оно што Исус беше еден од неговите пријатели и можеше од прва рака да биде со Исус. Во неговото послание, прво послание, во првата глава,
првите 3 стиха го вели следново: она што беше од почетокот, она што го чувме, она што со очите своји го видовме, што го разгледавме и што рацете наши го опипаа за словото на животот. И животот се јави и видовме и сведочиме и ви го навестуваме вечниот живот кој беше во Отецот и нам ни се јави. Внимавајте третиот стих што вели: она што го видовме и го чувме, тоа и ви го навестуваме, та и вие да имате заедништво со нас, а нашето заедништво е со Отецот и неговиот син Исус Христос. Тоа ви го пишуваме. Заради што? Тоа ви го пишуваме за да биде радоста наша потполна. И Јован всушност ги подсетува оваа група на луѓе, значи ние не знаеме точно на колку луѓе ова адресирано, значи на колку, со други зборови, на колку цркви во тоа време е ова адресирано, низ колку цркви ова писмо проциркулирало и било прочитано, ама ова е едно клучно подсетување дека еден од клучните сегменти на црквата е заедништвото, или на старогрчки коинонија. Значи заедништво, да имаме заедништво едни со други. И сакам денес да ви дадам барем 3 причини заради кои што јас и ти сме од Бога повикани и треба да бидеме дел од една локална црква. Во живо, значи зборувам. Не зборувам со ова против онлайн. Ние ги имаме овие проповеди за да може поширока група на луѓе да има пристап, луѓе кои што се можеби дел од други цркви или луѓе кои што живеат во други градови, во други земји, и не би го правеле ова ако сметаме дека ова нешто погрешно. Но сметам едно нешто: ако веруваш во Христос и живееш во Скопје, живееш во град каде што има локална црква која што е жива, значи локална црква која што навистина го слави Бога и Библијата се чита и молитвите се тука едни за други и поддршката, тогаш не гледам изговор за тебе да не бидеш во недела на богослужба. Сосема е во ред ако ти можеби преку овие видеа сакаш да дознаеш повеќе за христијанството, ама јас ти кажам дека ако ти веќе веруваш во Христос, ти треба да имаш и да бидеш дел во локална црква, и тоа во тоа клучно заедништво, тоа е неделното заедништво во кое што ние повторно се присетуваме што Христос направи за нас и што Христос прави за нас денес, кои се нашите потреби. Ќе ви дадам 3 нешта. Може ќе приметите, јас сум, како да ви кажам, возбуден сум кога станува збор за локалната црква и возбуден сум кога во недела локалната црква се собира заедно. Се собира заедно за да го слави Бог, за да слушнеме нешто од оно што Бог ни го зборува во Библијата, за да можеме да се прашаме едни со други како сме, за да можеме да бидеме поддршка. Јас сум човек кој што до моја средна школа не сум бил повеќе од 3-4-5 пати во црква. Јас сум денеска човек кој што каде и да сум, ќе ви кажам ова најискрено, значи без лажна скромност, каде и да сум, во недела сакам да бидам во црква, па дури да не ги знам луѓето, секогаш во тој контекст на неделната богослужба сум примал многу нешта од Бог. И јас не сакам да пропуштам ни една неделна богослужба. Зошто? Затоа што верувам дека на секоја неделна богослужба Бог има нешто за мене. И не сакам тоа да го пропуштам. Би ти препорачал и ти да не го пропушташ. Да бидеш дел од локална црква. Ако немаш каде, ако се прашуваш добро, па каде е тоа? Еве, дојди кај нас. Евангелска црква Солкрафт, во хотел Солун се собираме секоја недела во 11 часот. Не треба најави, немаме членство, не треба ништо да потпишеш. Значи дојди и биди дел. А денеска јас на сите вас ќе ви кажам барем 3 причини. Клучни причини зошто црквата во живо, заедништвото е толку клучно. Прво, заради тоа што ние сме повикани да припаѓаме. Значи ние сме повикани да припаѓаме, ние сме повикани да припаѓаме на Бога и да си припаѓаме еден на друг. Да се чувствуваме како своји. Значи да чувствуваме дека кога ќе се собереме ние во недела, тоа е нашето семејство, тоа се луѓе кои што иако не ни се крвни сродници, ние заради нашата вера, ние заради тоа што веруваме во Христос, се собираме заедно и тука сме. Прво да му дадеме благодарност на Бог за оно што го направил, особено во таа измината недела, барем јас така функционирам. Оно што го направил за мене во таа измината недела, оно што го направил за мене преку Исус Христос, оно што е негов план за спасување на човештвото и на мене. Значи јас сакам да испеам песни кои што емоционално ќе ме допрат. Сакам да се молам со другите луѓе. Сакам без разлика, искрено ќе ви кажам, дали ја проповедам или не, сакам да чујам некој кој што ќе отвори барем еден текст од Светото писмо, ќе ми укаже на еден аспект, значи на едно нешто што треба да го прифатам, да го земам во мојот живот и да го применам. Зашто ние не сме онака клуб на читатели на Библијата, ние си читаме Библија, си дискутираме
на литературно ниво, па да, интересно или не е интересно, туку ако веруваш во Бог, ако верувам во Бог, ако веруваш во Христос и верувам во Христос, ние треба да се прашаме што од ова сега, значи од таа богослужба, она што сум го примил, сакам да знам, сакам Боже да си го поставам прашањето, што е тоа што верувам дека ти ми го зборуваш. Ама тоа треба да се случи, како што кажа, во контекст на припаѓање, кога ние му припаѓаме на Бога и припаѓаме на ваква црква, на вакво духовно семејство. На луѓе со кои што ја споделуваме верата и изразувањето на верата, и со кој што веруваме дека Бог не повикува да одиме низ нашиот живот до вечноста. И немој да се лажеш дека можеш сам. Немој да се лажеш дека ти си, уште повеќе немој да се лажеш дека ти си подобро од сите христијани што постојат и ти си над црквата, сите цркви се пропаднати, ти си само најпаметниот или најпаметната. Зборот за тоа кој што многу ми се допаѓа во православната теологија е прелест, себе измама. Значи немој да влегуваме во такви себе измами. Немој да си мислиме сам ќе бидам, затоа што знаете што сум бил во такви ситуации. Сам си и не знаеш што со себе, често пати можеби си наталожил омраза, гнев кон некој во црквата или кон пасторот исто така. И ти си викаш, еве, гнев, не ми треба никој, и после тоа ќе ти треба некој и уште толку ќе се доразгневиш, ќе се озлојадиш и ќе си кажеш, еве и баш сега ако највише ми треба нема никој да ми се јави, а во исто време те нема никаде. И ако те нема никаде, ти треба да бидеш не само некаде, туку во недела да бидеш во црква. Прво да припаѓаш. Значи затоа што се друго произлегува од припаѓањето. Кога ние црквата ќе ја почувствуваме, а искрено и треба време, ама кога ние ќе ја почувствуваме како наше духовно семејство. Тогаш што ќе го кажам следно, после припаѓање, да му припаѓаме на Бога и да припаѓаме на луѓето во локалната црква, доаѓа многу природно, а тоа е поддршка. Значи прво повикот Божји за мене за тебе во црквата, во живо е да му припаѓаме на Бога и да си припаѓаме едни на други. Второ нешто, да си бидеме поддршка едни на други. Па кога некому припаѓам и некој мене ми припаѓа, кога живееме во едно такво блиско заедништво, па многу е нормално ние да си изразиме поддршка на различни начини. Поддршка која што е од практичен план, некој се потребни финансии, некој се потребна услуга, некој се потребно некој да се јави на некого. Значи, од таму ќе почнам, да не биде дека се во црквата ние продуховуваме и во исто време да бидеме заедно, да се молиме едни за други. Имаме проблеми кои што можеби никој во црквата не може да ги реши. Тешки се. И тогаш за мене, еве, пак ќе кажам, тешка мината година, не можам да ви обяснам колку мене ми значеше тоа што луѓето кои што припаѓаат на оваа црква, на Евангелска црква Солкрат, на која што јас припаѓам, ми пишува пораки дека се молат и дека постат и дека се со нас, на секоја хемотерапија на мојата сопруга, на пред операцијата, за време на операцијата, по операцијата. Ама треба да припаѓаш. Ти може би го слушаш и си викаш, ја имам многу потреби, ама никој не се моли за мене. Не можеме да знаеме дека имаш многу потреби и дека треба да се молиме ако ти не си реален дел од црквата. Не може едноставно. Затоа од припаѓањето природно произлегува поддршката. И од овие две нешта ќе спомнам уште едно нешто кое што е клучен во овој старогрчки термин коинонија, заедништво, а тоа е партнерство. Јас верувам дека Христос мене и тебе не повикува да учествуваме во она што тој го прави во светот. На секаков план. Кога јас и ти си припаѓаме еден на друг во една локална црква, кога јас и ти сме поддршка еден на друг, мислам дека е штета. Тоа е за мене клучот во Евангелието според Матеј, на крајот на Матеј, кога Исус вика одете и направете ученици. Тоа не е само одете и отварате семинари, не знам што, туку одете и овој живот кој што вие го живеете со мене овие 3 години и овој живот кој што продолжува со мене затоа што јас воскреснав и ја победив смртта, во овој живот поканете и други. И знаете што е многу често проблемот? Проблемот е кога јас и ти не припаѓаме никаде и кога јас и ти не сме поддршка, не сме влезени во тој принцип на примање и на давање. Третото нешто, ние во што тогаш ќе поканиме луѓе, во каков живот ние ќе ги поканиме. Ама кога припаѓаме на Бога, првенствено, и кога припаѓаме на една локална црква, и кога ние во таа локална црква, значи без да ја идеализирам, кога во таа локална црква ние се изразуваме поддршка и се учиме да се изразуваме поддршка, припаѓаме и се учиме да припаѓаме, тогаш ние многу природно можеме да кажеме дојди, биди со нас,
нема формулари, нема членски карти, нема ништо. Дојди, биди со нас, искуси го животот кој што јас го живам, искуси го животот кој што ние го живееме. Тоа е тоа партнерство. И ние веќе си помагаме едни на други во таквото вклучување на другите луѓе во црквата, во споделувањето на нашата вера, како што кажа Јован во ова прво Јованово послание, 1 глава 3 стих, вели, ќе прочитам пак, а оно што го видовме и чувме, тоа ви го навестуваме, та вие да имате заедништво со нас. А нашето заедништво е со Отецот и неговиот син Исус Христос. Оно што го видовме, оно што го чувме, не само тоа што било видено и чуено тогаш, иако тоа е клучот, темелот на нашата вера, Новиот Завет, туку и нештата кои што ги гледаме во сегашноста и ги слушаме, ги споделуваме едни со други. И тоа е тоа партнерство кое што продолжува затоа што ние сакаме тие нешта да бидат не само наше сведоштво за тоа кој е Бог и за неговата љубов, туку тоа да биде и твое сведоштво, да се вклучиш да бидеш тука помеѓу нас. И ја мислам дека една од најдлабоките човечки потреби, моја твоја потреба е, како што вели Библијата, да ме знаат и да ме сакаат. Да те знаат и да те сакаат. Да не знаат и да не сакаат. И знаете што? Понекогаш луѓето површно не знаат и не сакаат. Значи, може би понекогаш сме сакани, ама луѓето не знаат. Тоа е од една страна пријатно, луѓето ти викаат, леле, те обожавам, леле, многу си ми драг, многу си ми драга, не те знаат. Ја мислам дека реално, јас сум човекот кој што може многу да го засакате за 15 минути, речете, леле, овој човек супер на 15 минути. Више 16 минута станува проблем. И тогаш луѓето може би нас не сакаат и вербално ни кажуваат, он ми е супер, или количката ми е супер, или овој ми е, ама ние чувствуваме на површност, затоа што ние знаеме дека имаме подлабоки работи за кои што луѓето едноставно не се свесни и дека не сакаат на површина, ама подлабоко не сакаат. Другата варијанта е нешто од кое што сите ние се плашиме. Луѓето да не знаат и да не сакаат. Да се отвориме за одредени работи во нашиот живот, да се отвориме за одредени проблеми во нашиот живот, за предизвици, за лоши карактерни особини кои што онака ги криеме како бевме деца, ние топки на езеро, на море, ја криеш, брати да не ти ја земи, само ќе фопки искочи. И криеме некои такви наши карактерни особини и наши начини на кои што сме лоши према другите. И луѓето не знаат и викаат, го знам и подобро и подалеку само од него. Тоа е реален страв ке сите нас, да те знаат и добро те знаат и да не те сакаат, да не ме сакаат. Најблиско до искуството на Божјата љубов е кога мене и тебе не знаат, добро не знаат и не сакаат. Затоа што Бог не знае и добро не знае и не сака. И тоа е суштината. Тоа е суштината на црквата како повик за мене и за тебе. Да дојдеме во еден контекст во кој што ние ќе припаѓаме, во кој што ние ќе даваме првенствено и ќе примаме другите луѓе. Да бидеме дел од една заедница на луѓе, од една црква, еклесија, на оние кои што Бог ги повикува, не повикува сите нас. И во таков еден контекст да се изразиме поддршка едни на други. Да припаѓаме, да се изразиме поддршка и да влеземе во едно партнерство, да бидеме заедно, да кажеме, знаете што, ние ова нема само ние да си го тераме и да си биде наш начин на живот, туку партнерски, еден со друг ќе се бодриме, ќе се охрабруваме, ќе повикуваме други луѓе во таквиот живот. И верувам дека тогаш, кога црквата го живее ова, и кога истовремено се учи да го живее ова, ние откриваме димензии на Божјото царство. Така што Исус зборуваше откако беше воскреснат. 40 денови дека беше на оваа земја, им зборуваше на своите апостоли ученици за царството Божие. И ово што сега го зборувам, ако јас и ти одлучиме да бидеме дел од црква и да бидеме секоја недела дел од едно локално црквено заедништво, во една локална црквена богослужба,
ќе видиме фантастични работи. Ако постои одлука која што мене лично во мојот живот ме трансформирала, тоа беше одлуката секоја недела да бидам дел од локална црква. Секоја недела да бидам дел од локална црква каде што можам да пеам, каде што можам да слушам проповед, каде што можам да се молам јас за себе, да се молам јас за други да се молат за мене, една динамика која што има многу насоки. И јас сум исто како вас. Прв пат слушнав дека луѓе имаш што идат секој ден на богослужба, секоја недела се извинувам, дел од богослужба, одат во црква, јас секам, ови се луѓе, значи ова се луѓе кои што Ома некоја македонска тахикардија, леле сега цела недела до крајот на мојот живот. Знаеш што? Ја донесов таа одлука и веруете ми, можете да дојдете да се запознаеме, ќе ви кажам точно, тоа беше извор на најголемата трансформација во мојот живот. На повеќе нивоа. И таквата одлука јас ти ја препорачувам на тебе. Да дојдеш, да ни се придружиш, да бидеш дел од нашата црква. Да бидеш дел со тоа што ќе дојдеш и ќе почнеме да живееме заедно, че ќе помрднеме уште едно столче и ќе седнеш со нас и помеѓу нас и ово што го зборам, ќе учиме како да се припаѓаме уште подлабоко на Бога првенствено и секако едни на други. Како да си бидеме поддршка и како да бидеме луѓе кои што ќе влезат во едно буквално онака партнерство за доброто на нашите семејства, на овој град Скопје и на другите градови на Македонија. Ова ви го кажувам затоа што тоа беше контекстот и се уште во кој што примам од Бог едни од најдобрите благослови. И најискрено сакам да дојдеш и да дадеш време за да го искусиш истото. Да искусиш трансформација, да искусиш менување на животот, за кој што сите ние длабоко во нашите срца копнееме. Менување на ние нешта кои што ги криеме другите и си викаме ќе не сакаат ли ако ги знаат, не, да бидеме отворени и да можеме да исчекориме во некои нови насоки. Амин.